Имаме обврска и можност, но требаше да бидете коректни до крај, бидејќи треба да имате предвид, јас како председател на собранието може да предлагам, но не можам да предлагам материјали за седницата и ова е прашање за кое што мислам дека и како пратеничка група, и како пратеници, зошто да не и како апел од моја страна, владата да излезе со материјал, со информација за прашањата, за ситуацијата која што вие ја прикажавте и во ова насока нема никаква пречка надлежните органи со закон и со устав кои што можат да предлагат документ, односно материјал до председателот на собранието, треба да има процедурална коректност на тие кои што се надлежностите на институциите, што се однесува до локалната самоуправа. Јас се надоврзувам на вашиот апел, имајќи предвид дека ние не можеме ништо да освен да сугерираме собранието да обраќа една информација за таа ситуација и откако ќе го добиеме тој материјал ќе треба ние да одлучиме дали да свикуваме или не ургентна седница, односно итна седница, и нема никаков проблем ние да се организираме за ова прашање и поради ова јас мислам, почитуван колега Илија, таа работа можеш да го направиш и да ја направиш и сам како пратеник, да ни подготвите една информација со тоа што ќе треба да биде за итна постапка. Тоа е предвидено со деловник како треба да се направи и јас ќе постапам во согласно со деловникот на собранието. Ова е што се однесува до тоа што ми го укажавте, но од правен аспект деловникот ни дава можност како тоа да се уреди. Мислам дека нема повеќе што да се објаснуваме, го делиме истото мислење. Објаснувањето беше да се разбере која е процедурата, бидејќи во јавноста останува фактот дека вие уснено тука иницирате, а јас сум тој кој што нема да го изврши вашето барање. Врз основа на деловникот, секоја втора седница, редовна седница на собранието подразбира дека на дневен ред треба да се стави една точка од опозицијата, а втората поред е свикувана на 3 јули и нема никаква процедурална пречка ова да се направи. Мислам дека нема потреба од повеќе објаснување.